Прескокнувањето на скалилата предизвикува опасност од спродолување, особено за оние кои сметале дека на патот кон политичкиот врв се фрлаат латици, а не се местат сопки. Наивното прифаќање на уверувањето во брз успех е сосема спротивно од реалната перспектива на тие лесно понудени височини. Па имаш бран на луѓе од таму, не можеш ти да бидеш наш подпредседател. Од кај па сега овој подпредседател? Кај беше ти кога спиеме под влада? Значи, стварно во еден момент си реков, да, шо направив? Наметнатата дилема околу партиципацијата на непартиски аквизиции во политиката, на која пошироката јавност упорно инсистира, и изгледа безпредметно, бидејќи на секој обид за инфилтрирање. Прашањето кое лебди е дали воопшто има простор да се закрпи конвенционалната македонска политичка мода, која е навикната само на асесоари, кои тешко може да ја скријат голотијата. Што ќе ми се 3 каиша на скинати панталони? Што ме така, разумно е да се разгледа алтернатива. За неја веќе на големо се развиваат стратегии. Најавени се активни, а сигурно ќе има и пасивни операции. Очигледно е дека тој план за промени е толку мистериозен и сложен, што не може баш така лесно, со 2 збора, да се опише. Да речеме, вие како поранешен министер и како експерт, што би направиле конкретно во оваа ситуација? Има голем број на домени на кои што може да речем да се дискутира, а не може сега генерално ова што вие барате во 2 реченици да каже што би направиле. На многу домени би биле поуспешни, тоа е вака одговор. Веројатно една од целите на успехот која креаторот на економските политики не сакаше да ја обелодени ќе биде воспоставување на партнерство со синдикатите. Но се истрча председателот кој потврди дека за разлика од власта има искрен однос на рамноправност и почитување кон представниците на работниците. Никогаш не сум го нападнал водството на СОНК. Гледам дека Јаки Неделков сега стана нивен добар коалиционен партнер. Никогаш нема да го етикетирам политички. Он се знае зошто и како. Секој знае зошто и како, но политичките стратези од најтесното обкружување за да знаат и повеќе од колку што се предпоставува. Тие се убедени дека Македонија е на погрешната страна. Бараат престројување, навестувајќи дека на нашите стратегиски партнери им се гледа крајот. Сите го напаѓаат Путин. Не, гледат еднострано. Путин е последицата. Причината е падот на Америка, банкротот на Америка. 20 години водеше освојувачки војни во 10 на 12 земји, цивилизации 3 уништи, сега дојде на ред словенската во Украина, а таа е руска, таа и се словенска. И ќе направиме војна, ќе ослабат они за да добијат шанса војкосем економски и поинаку и политички и геостратешки да заљакне. Тоа нема да се случи, тие се во распаѓање. И на крајот, веројатно за ваквиот расплет начуле и представниците на власта, па божем случајно почнаа полека да се камуфлираат. На гледачите да појаснам зошто сум вака облечен, не го имитирам Зеленски. Да не треба да заминам на терен, одам во планина. Поминат политичарите на вистина треба да заминат по горите. За друго, туку покрај толку многу дрва, тие конечно би биле во својата природна средина.